е најбрз растечки спорт во денешницата со над 450 милиони фанови низ целиот свет. Овој пат наш гостин во ова емисија One Way Show ни е Даниела Алексовска, европски првак во ММА. И денеска ќе видиме како изгледа еден нејзин тренинг пред натпревар. Даниела, благодарам што си гостинка на мојата емисија One Way Show. Добре дојде. Благодарам, добро ме најдов. Вака се ме интересира за тие што не знаат, ММА значи мешани борички вештини. Кои се тие? Да. Мешани борички вештини или Mixed Martial Arts спаѓаат сите борички вештини, дали кикбокс, тајбокс, джудо, бразилска џиу-џица, борење и така натаму. Пред тоа те најавив дека фактички ММА стана на глобално ниво, значи најсовремен спорт, најбрз, премногу се шири, нели? Има над 450 милиони фанови. Така. Еве сега и кај нас во Македонија. Така, и сега во Македонија кај нас прв пат организираме ММА евент, ММА турнир после толку години. Мислам дека е еден голем успех покрај тоа што оваа година исто така формиравме и ММА федерација. А сега во недела имаш повторно натпревар, така? Натпревар, така. Многу ме драго, ќе те видиме, ќе те снимаме и таму. Твоите почетоци беа како балерина, така? Не се вродите таму? Сосема спротивно. Па најпрво, дали моите, нели општо, сите сакаат женските на женски спортови, на танц, на нешто по-така лесно. Но некако како одеше времето не се пронаоѓав, иако таа што ме тренираше ми викаше као остани, многу ќе те бива во ова, ако некај мене ќе бил кој друг, само да продолжиш со балет. Ама едноставно кога не те влече тоа, бараш нешто поинтересно. И татко ми бидејќи држеше тренинзи, кога отидов кај него, кога ги видов тренинзите, видов дека тоа е тоа што го сакам да правам. Го почувствував. Мајка ти вежба нешто, тренира? Мајка ми во теретана повеќе вежба, борички едно време така почна, ама не е многу. Значи, кога поточно прв пат почувствува дека ова е за тебе? Па на колку години? На 6 годишна возраст почнав, да. Кога почнав на училиште, тогаш и со боричките. Колку кило имаш? 52. 52. На колку треба највеќе да имаш за да или најмалку за да можеш дали да се надпреваруваш? Така, дали тежината е да. Има категории, јас се надпреварувам во најлесната категорија, strawweight, до 52 кг и сум најлесна во истата. Така да треба да накачам малку килажа, зашто има повеќето од борците си мнуваат по неколку килограми за да може да се борат. Така ли? Да. Средината, другарките и пријателките, како гледаат на тебе? Бе, пример, ти изгледаш стварно како никој не би рекол дека ти се тепаш. Многу си така сладка си, да. А однатре не знаеме што има, оги некој. Па што знам, повеќето од другарките ми се и од тука од тренинзи, така да мислам дека помладите генерации не ги гледаат така спортовите, не ги делат на машки и на женски, додека нели постареите нормално. Како остај ти тоа, не се тепај, иди таму играј нешто, одбојка. Да, тоа е точно. Немој да се кршиш таму кафе. Имаш симпатија, дечко? Не, сега за сега. Сега не? А кога би имала, мислам, онака се плаша да те пријде? Да, не? Па не знам, некако сега сум фокусирана повеќе на спортот, не искачам толку многу, така да. Кој ти беше најтежок момент, значи, во овој спорт во ММА и како успеа да го надминеш сето тоа? Така, најтежок момент, не знам, едноставно навикната сум на овој лајфстайл. Како што кажав, од 6 годишна возраст имам секој ден тренинзи од сабајле навечер, надпреварувања, секој втор месец. И некако не знам, имам навикнато да немам некои тешки моменти. Нели нормално после порасот, нормално на секој му е тешко, но онака да се откажам, не сум имала такви моменти. Ме интересира кога влагаш во ринг, така? Кафес. Кафес, ето така. Противникот го чувствуваш како го чувствуваш, многу ме интересира, како дека сакаш да го утепаш, да го претрпаш онака или како колега? Па, многу од луѓето бидејќи го гледаат ММА како насилен спорт и мислат дека ако ќе влезеш во кафе сакаш да го уништиш противникот. Но мислам дека не е така, јас го гледам од друга страна, по-тактички го гледам спортот, гледам да го надмудрам противникот, нели да нормално оштета може да има од борбата, но главна цел е да го надмориш противникот со техники. Европски првак. Да. Како се чувствуваш? Па, одлично. Сега, одма по Армада надпреварот кој што ќе се одржи во Скопје, имаме и светско првенство во Грузија. Да видиме и таму како ќе оди, ако и да се поред, може да го освоиме појасот, ако не, идната година и да ја заокружиме година. Ме интересира како се справуваш со
психички проблеми после, значи, завршеток на таа борба? Дали ги имаш некогаш? Физички? Добро, физички може да има секогаш, нели, дали нешто сме истегнале, сме удриле, тоа е нормално. Психички, нели... Ако изгубиш или Да, нормално не е дека нешто посебно ја спаѓам у несвес, сум изгубила или не знам, секогаш седнуваме со тренерите и ги разследуваме грешките што ги имам направено, така да не ги ставам толку на срце поразите. Браво, браво. Дали би прифатила борба со машки противник? Некогаш. Во детска категорија се натпреварувам, имам доста борби со машки, но сега како нели растат повеќе тинејџери нагоре се осеќа разлика од цврстина, у јачина. Точно. Ама да, добро, ако е некој моја категорија, зашто да не? Категорија ли мора да е некој, нели битно пак ќе спомнам килажата, ако некој значи твоја килаж, значи во океето, така би можел да го победиш. Да, спаринг партнери ми се машки, немам женски спаринг партнери, така да секој тренинг тренирам и се борам со машки. Колку финансиски исплатува да се биде европски шампион во Македонија? Па добро, сега на пример се уште се развива овој спорт, не е така развиен како некои други спортови кои што веќе со години функционираат и имаат се развиено како што треба. Мислам дека треба да помине некое време за да може спортот да се замени со професија како што работи некој, како што оди на работа, така да го замениме спортот со Да, зашто нели кога што гледам некои како што кажа нели повозрастните него доживуваат како нешто го доживувам, мислам. Јас гледаш се ставам на твој ниво дека 19 години. Критиките како се справуваш со нив? Па што знам, едноставно не ги перцепирам толку, нели нормално тоа што е позитивно го прифаќам, тоа што е негативно, нели можам да си ги прифатам грешките и така натаму, ама сепак мој избор што ќе правам во животот и со што сакам да се занимавам. Дали веруваш дека Македонија ги вреднува нашите шампионати и славата која што имаш сега трае неколку дена или ја чувствуваш дека ќе трае и понатака? Така, па последни по европското првенство прв пат осетив нели она поддршка од публика, споделување на социјалните мрежи што претходно го немало. Така да оваа година мислам дека има разлика повеќе. Се вреднува повеќе успехот и тоа што ми е мило и што ми беше драго нормално е кога видов дека доста луѓе го пратат овој спорт и има некаков бенефит. Што би направила ако добиеш понуда некој значи од друга држава, дали би напуштила Македонија да кажеш еве за поголема сума на пари? За тренинзи можеби, ама за живење не. Бидејќи се ми е тука, што знам. Дали имаш некој мит неоткриен што сакаш да го споделиш со гледачите? Не знам, во моментов не ми текнува нешто. Матурантка си, така? Имаш 19 години, дали планираш да се запишеш на факултет? Сите ми го поставуваат тоа прашање, искрено се мислам. Стварно не знам. Не ни знам зашто да учам, бидејќи преокупирана сум со спортот, некако тоа ми е главен фокус. Средно сега завршив и сите прво што доаѓаат, каде ќе идеш на факултет? Стварно не знам. Така да немам одговор за тоа прашање. Се мислам може една година пауза ќе направам, па ќе продолжам од другата, можеби не знам сега нешто. А во средно кога идеш онака од собајле, нели наутро во школа, онака те поздравуваат другарките од страв. Здраво Даниела, како си? И правиш овака? Не, на училиште супер, онака супер друштво. Немаше шамре? Не, немало потреба. Значи, окей, што знам, убаво споминав овие 4 години во алгоритам завршив, така да и професорите има разбирање кога имам надпревари, и учениците заедно со мене, така да супер искуство. Јас би сакала да ме научиш нешто, да сакам да влезам во кафе со тебе. Може? Готово, може. Ајде. Ако. Може да пробаме прво некој. А сега ќе имам ногти што ќе правиме? Ама не е со отворени прсти сега. Добро. Може да се. Значи можам да гребам, сакаш да кажеш. Може. Чекај и претпоставувам. Така се отвара, има тука две лепенки. Така. И се ова првата, па може и така. Ќе ме заражиш со спортот, гледај ме. Како самоодбрана. Чекай, ова вака?
Е така. И само лепенката. Вака. Тоа доскоро. Е така. Обично на тренинзи ставаме бандажери одоздолу, ама сега ќе пробаме лесно. Сега што ќе пробаме? Ева вака. Прво да ти покажам, па ќе ги ставам. Ќе Сега работиме. се иржи сите прв, па тоа го правиме. Ќе пробаме директни удари. Прва и втора рака. Сега прва рака ни е таа нога што ни е прва, дали се левак или деснак? Десна. Десната ни е позади. Добро. Сега, почнуваме со прва рака, прва нога, прва рака. Од тука испружуваме скрос раката, да влезе и рамото, така, ја враќаме назад. А втората рака имаме ротација малку на колк и скрос до крај испружуваме раката. Скрос. Прстите да бидат нагоре. Ето, мислам Вака? Вака ланка. Добро. Така. Ја враќаме назад и ќе пробаме со 1 и 2. Да. 1 и 2. И в гард. Секогаш да Вака? в гард, да. Прва, втора, можеш да ги подсвиткаш малку колената и да стоиш повеќе на прсти, бидејќи или на прсти сме полесно подвижни, доколку не стоиме на пети, нема да можеме да се движиме. Од тука, рацете ми се у гард, прва и втора рака. Сега ќе пробаме на фокусири. Сега со тебе ќе мамка. Сега диагонално со првата рака. Со оваа? Овој, овој И фокусир. со вака, така? Исто, да. Тука и со втората од. Ето, и само може да ги споиме 1-2. Ајде. 1, 2, ето. Само не се навалуј малку напред, гледај да ги подсветкаш нозете, овде, ето, и расшири ги малку, за да имаш така баланс. Прва, втора рака, прва, втора. Само може да пробаме и крошење. Што е тоа? Како? Крошење. Прва, втора. Не, прва, втора, и сега странички. Ето, вака. Вака. Од тука паралелно со подот, лактот овде. Така. Ајде. Ајде. Така, така. Од тука и сега. Со колку. Ето, ајде. Сега прва, втора. Аха, чекај. Прва, втора, кроше, кроше. Ето. Ајде пак. Прва, втора. Супер. Само може да пробаме и некои техники на буткање. Може, може. Овие ги извадам? Остај ги нека што. Добро. Сега нема да те буткам, ти ќе ме бутнеш само мене. Како? Од тука доаѓаме, фаќаме за рака и за врат. Едната нога иде паралелно со твоите две. Чекај, прво ќе ти покажам, па после ти ќе пробаш на мене. Од тука и задната нога иде позади. Овде. Треба да направиме како чистење со ногата. Овде и да ја клизнеме подот. Ти ќе легнеш доле? Да, прво ќе пробаш ти на мене. Од тука правиш чекор со оваа рака на врат. Како иде оваа позади, така иде оваа напред. Ајде. Ајде, фаќаш за рака. Со таа тука. Ето, фаќаш за врат. Само микрофонот Чекај, страв ми е. Со таа нога правиш чекор до моите и со оваа позади мојата нога. Така? Како? Позади мојата. А, вака? А, да, вака. Не со оваа. Со оваа? Да. Вака? Така. И Ајде. сега назад прави бутни. Доп, гледај. Вака? Ето. Така. Ја бутна. Ај сега ти мене? Уште гледај само, гледај право да ти биде. Ногата назад само. Ај, Добро сега сакаш ти да шутнеш нешто. Јас да направам? Да. Ти мене, ајде. Ајде. Овде. Оп. Па. Имаш што некој? Па други техники повеќе се на пот, мислам дека овие се накао основни. Најлесни за учење, први Како на техники. пот? Па послободување долу сега, може и така да пробаме. Ајде да видам што е тоа. Па не знам, ева на пример, ослободување кога некој обично ова се случува на улица на тепачки. Аха, добро, Кога добро. некој така на стомак, може да се легнеш на грб. Нели од тука обично оваа позиција имаме гледано кај што малаат удар. Да, да, да. Сега од тука, Ова е добро за девојки да знаат како се одбранат. сега можеш ти да пробаш одма. Ајде. Од тука, гледај да ме бутнеш со колку од напред како мост да сакаш да направиш. Со ова вака? Така, иако ќе се подправ на рацете, Добро. фати ми едната рака со твоите две. Вака. Залепи ја до тебе. Фати ми ја и ногата. Како? Вака? Не, дај ми твојата нога. Овде. А, со ова Главата да во те страна. држи, со оваа со десно. Така, главата во страна како телефон да држиш и преврти ме натаму. Со колкот. Со колкот? Да. Оп, трени го колкот само. А, вака? Ето. Јас ќе паднам. Има Добро е, да пробаш. Тука. Јас те буткам напред. Седни си на колено долу. Така? Сега ти ја паќам раката од овде, главата во страна, следната нога тука
Ето. Јако. Добре, мајка. Мислам дека тие се онака некои основни 3 техники. Сега ќе ги пробаме 3 техники, споени. Ги пробаме прво с удари. Идеш еден удар, дека се бранам во гард. Удри прво, така прва, втора. Сега фаќаш раката со другата. Тука за врат. Правиш буткањето со оваа нога. Чекай, извини. Ајде пак. Извини. Сега пропотучам нормално. Готово, не се случуваат грешки. Прва, втора. Сега фаќаш раката за врат. Така, ето, супер. Сега идеш на стомак. Правиш удари. Така, јас фаќам рака. Нога. Опа. Ето е тоа. Се предам. Добро. Учам. Таман е супер за прв пат, супер. Сега, Даниела, кај ме носиш? Еве во салата друга каде што не се врефите. Жива водосо. Сега ќе пробаме. Први директи, прва, втора и кик со нога. Првите рачни ги работевме. Прва, втора, кога ќе сакам да удрам со нога, ја извртувам ногата во страна, задната, ќе отварам колковите и мавам од колк. И тука, сега. Така, прва рака, втора и сега нога до нога. Извртам малку страна. Вака? И ето, ајде пак. Вака? Така. Тука, гледај. Доближи нога до нога. Од тука, хоп, нога до нога, прстите да гледаат натаму. Ето, за да можам да го отварам колкот, кога ќе удрам, да биде полесен ударот. Бидејќи ако удрам вака, ногата ќе иде нагоре. Вака и вака се сврт. Да, ако ќе го отварам колкот, Вака. да, гледај, Фактички. како иде ногата од колк. Да. Ако сум права со колковите свртена, ногата може тука и најмалку овде. Значи, вака се да се врти. сврт. Ето, Вака? затоа со стапалото, вака од тука, прстите ги вртам натаму. Тоест, за тебе натаму. Добро. И сега, не, остаje предата нога права нека биде. Добро. И сега од тука, хоп, хоп, мал. Значи, со оваа ќе треба. Со другата. Со оваа? Гледај како, застани остав. Вака. Како што стоим јас. И сега од тука, нога до нога, изврти го стапалото натаму. Едното. И како ми се? Ето, и сега од тука, удирам или како? Со колкот, па. Така. Добро. Ај пак. Така. Хоп. Нога до нога. И поп. Ето. Така, Така вајде. некако ќе биде. Буквално тоа е тоа. Тоа зашо е? Но ова може да се работат повеќе аперкати крошиња, бидејќи отворена. Можеме да работиме од долу. Полесно е за движење, сакаме ги важи да работиме. Другата вреќа повеќе се користи ако работиме нозе, овако работиме повеќе раце. Така да тука може да пробаме пример исто директи, крошиња, аперкати. Сега тука пробај комбинација како ти оди, пример пушти прва, втора рака. Ето, да. Страфикан ногти да ги скажам за тоа. Да, со ноктите малце проблематично. Што да правам? Ова е напунета исто така со вода, како да маваме во тело. Малку потешко за мавање. Ама некако ни дава пореална слика за противникот, нели, кога ќе удриме у тело, некако. Да, мекичко е некако. Ово е филингот, да. И тоа е тоа. Вака се ме интересира. Поврзано значи со исхраната. Веројатно девојчињата нели ќе интересира. Имаш некој принцип од наутро како започна денот со храна? Така. Кога немам надпревари, искрено, јас се опуштам малце со исхраната. Кога имам надпревари, гледам да јадам нешто почисто, дали повеќе протеинска исхрана, бидејќи има моменти нели кога треба да се симнува килажа, јас не толку еве максимум да треба 1 кило да симнам понекогаш. Па практикувам повеќе една протеинска храна кога си минјам килажа. Иначе во слободно време без надпревари знам да се опуштам малце со исхраната. А тоа 1 кило кој треба да го симнеш, колку временски период е потребно? 2-3 дена или една недела? Па не знам дека нели мала килажа и 1 кило не е многу, има противници што симнуваат по 20 килограми и утре дента враќаат 18 за наборба. Јас немам таков проблем. Така да ми треба, што знам, од прилика еве една недела претходно почнувам со симнување на исхрана и ако симнам порано, да речем за 2-3 дена, после ја одржавам килажата на Што ти е тоа. најмилено јадење? Бургери, некои Бургери? пици, да.
Колку златни медали имаш, колку бронзани, колку сребрени? Ова се ти, така? Така, Со златна? Последно што ги броев, некаде 100 и нешто се златни, околу 20 на сребрени, 10 на бронзани, така нешто. Браво. Значи вкупно имаш некај 150. 100 и нешто, да. Браво. А ова е десно? Ова бразилска џуџица, ова десно е татко ми, од лево е братучет ми, до него е другиот тренер и па. Бразилијан. А овие тука? Тие се тимски пехари. Тимски? Да, обично се освоени на турнири за бразилска џуџица. Сега не знам колку години веќе уназад, може има некој си скоро повеќе од 10 са сигурно. Се е прво место, браво. На тренинг имате сака да се пријавуваат младиве? Да, има доста заинтересирани. Така. Сега нели како што кажавме и со федерацијата како отворивме, па и со овој наставно што го организираме, така да има повеќе заинтересирани. Татко ти поише ги тренира или ти се мешаш? Па имаме за секој тренер посебна група, за секоја група посебен тренер. Некој од групите ги води тренерот Стефан, некој ги води татко ми, некој братучет ми, имаме други тренери за кикбокс. Кој те тренирал татко ти? Некато онака ти дошло нервоза, онака му кажеш, сега ќе виште да ти вратам. Чекам да остариш. Може да го легнеш на на земја. Да, ми да полесно. Супер. Противничката, која си била нели во ринг, која ти била онака најшто се сакала да ја истъпаш, што ти било онака кејв, што си го направила тоа? Па не за тепа няма надмудрување. Од Македонија или од друга држава била? Па не знам, некако најдрага борба ми е финалната на Европското првенство, бидејќи девојката што се надпреварував со нејзе освои сребрен медал на Светското првенство минатата година. Да, јака беше, јака. Да, од Украина. Има доста медали позади нејзе и некако ми беше желба да ја победам. Борбата траеше 2 минути, ја завршив на запад во прва рунда. 2 минути? Да. Добро, браво. И мислам дека таа ми е некако најдрага борба. И кога победи? Многу интересно, бидејќи нели прв пат Европско првенство, златен медал и некако многу ми се собра. А татко ти од страна? Интересно. Навива со тренерот Рипа, скока. Цела публика, да. Оно многу убаво искуство. Дали би сакала да ги мотивираш младиве да доаѓаат тука, да го истурат бесот, се тепаат? Сакам да ги поттикнам дека не е толку страшно, че не е тоа, не знам, смете јас, нели, чим влегов. Така. Па прва грешка нели на постарива генерација тоа што го гледаат како насилен спорт, тоа спротивно, тоа нели некако гледаат со погрешни очи и дома го пренесуваат тоа така на децата, така оставете да кај ќе се тепате таму, опасно, ќе скршите рака нога. Ама сосем наспротивно, значи на тренизите работиме техники, тактики, така да повеќе работиме за надмудрување на противникот, него за оштетување на истиот. Така да, моја прва боречка вештина што ја започнав беше бразилската џуџица. Тоа е исто дел од ММА, само без удари, борбата на пот. А во борбите во ММФ до 18 години правилата се направени да нема удари во глава за децата, да има само удари во тело и борбата е долу како во бразилската џуџица. Така да е сосема тоа е мама мешани борички вештини, значи девојчиња може до тебе јас кога сега што сакав нели не да боже на улица да знам како се одбранам, така? Така, да. Значи why not? Така е. Даниела, ти посакувам многу среќа, значи во идните нели надпревари, кои се твоите идни планови? Во следниот период организираме турнир тука кај нас, во Јане Сандански, Армада се вика надпреварот, ќе се надпреварувам јас и останати репрезентативци од Македонија. Ќе биде доста интересен, а ден претходно правиме официјално мерење во Изгейт во 2 часот, така да може да дојдат сите и да не поддржат. Баш ми драго. Повторно ти посакувам многу среќа. Знам дека ќе победиш, верувам во тоа. Благодарам. И се гледаме нели во наредна прилика. Благодарам за гостувањето. Благодарам.